Дали Македонија живее во искривена реалност? Бројката на заразени расте со геометриска прогресија, а власта не се откажува од избори. Нови жаришта се појавуваат низ државата, а СРСМ делат маски и пропаганден материјал во време на пандемија, и тоа на улиците. Последниот став на социјалдемократите е дека избори на 5 јуни мора да има, оти државата не можело да функционира со техничка влада и без парламент. Организирањето на изборите е завршена работа. Согласно уставот и согласно законите, изборите треба да се одржат 22 дена по завршувањето на воредната состојба. Во случај воредната состојба да не продолжи и да заврши на предвидениот ден, тогаш 5 јули е денот кога согласно законите и уставот треба да се одржат изборите. Од ВМРО ДПМН остануваат на ставот дека здравјето на граѓаните е најважно, а не битката за власт. Со идејата на Заев да се оди на избори, само дополнително ќе се загрози здравјето на граѓаните. Организирањето на избори во ваква ситуација, со толку многу заболени со коронавирус, представува масовно самоубиство. Заев и власта, предводена од СДСМ, мора да разберат дека политиката треба да е на страна и дека треба да се погрижат за здравјето на граѓаните. Лидерот на ВМРО ДПМН во телевизиско интервју истакна дека бројката на заболени од корона е пречка за изборите. Она кое што го слушаме е само повторување како една грамофонска плоча, расипана, 5 јули и точка. Тоа значи дека за 10 дена од денеска вие треба да почнете кампања, од една страна имате троцифрена бројка на заболени, имате воредна состојба во државата. Се подготвувате во кампања. Ви го нема шефот на мисијата на наблюдувачи на ОПСЕ и ОДИХР. Ги нема оние наблюдувачи долгорочни кои први доаѓаат и не знаеме дали оние краткорочните ќе бидат во полна мисија. И вие велите ќе имаме ние избори. Малку делува несериозно. Вака како што се движиме, не се движиме во добра насока. Повеста дека подпредседателот на СРСМ Закири и директорката на УЈП Лукаревска се позитивни на COVID-19. Речиси цела изборна единица 2 од редовите на СРСМ замина во самоизолација. Отимале теренски активности заедно со Лукаревска и делела маски и флаери низ Куманово. Од Алијансата на албанците велат дека коалицијата предводена од Заев треба да сноси одговорност за предвреме почнатата кампања и ризикот за загрозување на здравјето на граѓаните. Во меѓувреме и левица бара одговорност за однесувањето на СРСМ, односно поднесоа приговор до Државната изборна комисија за предвреме почната кампања. Останува отворено прашањето, што би се случило доколку за време на изборната кампања се случи повторно истата слика, каде представници од изборните единици би заминеле во самоизолација. Кој ќе ја тера кампањата?